Само половина милион евра е сумата која државата му ја додели на источниот регион за регионален развој. Со овие пари, општините треба да реализираат 4 проекти и тоа: уредување и осветлување на пешачка патека во Берово, изградба на регионален научен музеј на ретки минерали во Пробиштип, изградба на систем за прочистување на отпадни води во Чешиново Облешево, втора фаза од изградба на етнопарк во Зрновци. Вредноста на сите овие проекти е пресметана на околу 38 милиони денари, од кои 32,8 дава државата, а остатокот од близу 6 милиони треба да го покријат самите општини преку кофинансирање. Преку средствата за регионален развој, државата се обидува да го изедначи јазот помеѓу најсиромашните и најбогатите региони. Од тука во поразвиените региони се одобруваат помалку средства, а во понеразвиените повеќе. Сепак со крајните суми кои ги добиваат општините и понатаму остануваат провинции, зашто државата со години наназад не ја исплаќа вистинската сума за развој на општините. Централната власт не ја почитува законската одредба да одделува 1% од бруто домашниот производ за проекти кои треба да го пеглаат равномерниот регионален развој. Е ставот на градоначалникот на Велес Аце Коцевски изнесе на панел дискусија под наслов Алтернативни практики за финансирање на општините. Инаку, со последниот предлог за регионален развој се планира поделба на 283 милиони денари. Од нив 50 милиони денари се за североисточниот, 42,5 за Вардарскиот регион, 38,4 за југозападниот, 38,1 за Полошкиот, 34,3 милиони за Пелагонискиот, 32,6 за Источниот, 32,6 за Источниот, 32 за Југоисточниот и 20,8 милиони денари за Скопскиот регион.